Време за првиот разговор. Каква е состојбата на терен во зимски услови? Зборуваме со првиот човек на јавното претпријатие Улици и патишта, Борис Настов. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, ви благодарам на поканата. Сепак имаме актуелна тема, посебно последниве денови, и ви ставам на располагање за вашиот дежурните интерес. екипи на зимската служба на јавното претпријатие Улици и патишта се постојано на терен. Каква е во моментов состојбата во нашата држава? Состојбата во државата, колку што имам информации од извештаите што ги пласираат по јавните медиуми, е стабилна и е во окей. Само уште еднаш апел до сите возачи, поготово тие што одат вон од градските подрачја, а и за градските подрачја важи да ги почитуваат законските обврски што се, меѓутоа и тоа е во нивни интерес заради безбедноста и проточноста на сообраќајот да користат предвидена зимска опрема што е согласно законот, и не би требало да има зимски пневматици и целата таа дополнителна опрема што е, така да сакам да искористам прилика уште еднаш, затоа што најчесто од досегашното искуство проблемите настануваат од несоодветна опрема и заглавување на одредено возило, и понатака тоа оди како домино систем, се редат позади возилата и станува проблем. Да, кога споменавте несоодветна опрема, викендов сите скијачки центри во нашата држава беа навистина преполни со граѓани. Дел од оние информации кои што беа на социјалните мрежи велат дека дел од граѓаните се уште го возат својот автомобил со летни гуми. Апсолутно тоа не е случајно го споменав тоа, бидејќи имам доста големо искуство во таа област и во таа насока, и најчесто е во скијачките центри, покрај несоодветна опрема носење и све, таму имам и несоодветно паркирање на одредени возила, бидејќи таму состојбата се менува од саат во саат, така да они ги паркираат возилата, почнуваат врнежи, се блокира патот, потоа има проблем, не може и механизацијата на предпријатијата кои што се задолжени за чистење да излезат на терен, да го расчистат патот, односно да обезбедат проводноста, и нормално на секој кој што стигнал до тој ски центар да си го заврши патувањето и да стигне таму кај што планирал да тргне. Така да од тој аспект кажав да се внимава поготово на опремата, пред се на пневматиците. Сите знаеме, ако немаш соодветни, прво е законски прекршок, кој што очекувам дека сега луѓето ќе сватат и ќе почнат многу по сериозно да ги сваќаат сите тие обврски што се предвидени со закона, до сега некако не се почитува баш во целост. Подготвена ли е зимската служба да одговори во секое време и на дури малку по сериозни, односно позахтевни ситуации? Веќе малце шала. Веќе се изморивме од тоа, од подготвувањето, за тоа што ние снегот го од 15 ноември ние сме подготвени буквално како и денеска што сме, и ја проверуваме, ја држиме во кондиција целокупната опрема. Сега зборувам за јавно претпријатие Улици и патишта и за градот Скопје. Така да опремата е комплетно исправна, во функција, во добра кондиција, секојдневно се одвиваат дежурствата, и така да веќе овие денови почнавме поинтензивно да интервенираме. Од причина немаше врнежи од снег, меѓутоа имаше влажни коловози, а имаше и ниски температури, посебно во утринските часови кога луѓето треба да се пренесат до своите работни места и кога раздвиженоста е поголема. Така да ние навремено во текот на ноќта 2 до 3 пати интервениравме, и впрочем тоа е и потрошената количина на сол. Од 15 ноември, од како започна зимската служба, односно зимската сезона за одржување на улиците, до после Нова година, практично имавме потрошено некаде интервенција само на ние критични пунктови, каде што најчесто интервениравме заради дефекти на водоводната мрежа, канализационата мрежа, кај што имаше истекување на коловозните површини. Имавме потрошено 25 тони сол на тие критични места кај што интервениравме. Во последниве денови информацијата од Сабајлева што ми ја дадоа дежурните служби, овако со вклучувајќи и ноќва, имаме 300 тони
сол потрошено. Значи за неполни 10-15 дена имаме потрошено 280, а претходно имавме 30 тони сол за месец и пол, да не речем. Да, можеш да се забележи сол во текот на утринските часови. Значи ли дека има доволно количество на сол во Апсолутно, значи покрај доволното количество на сол што го имаме во базите на трите пункта со кои што располага јавното предпријатие, едниот пункт е во Железара, другиот е во кисела вода на Христо Татарчев на булевар Србија или како го познаваат луѓето, и третиот е во делот на механизацијата на јавното сообраќајно предпријатие во Ѓорче Петров. Така да гледате, тие се малце стратешки распоредени, за секаде има возила, има дежурни возачи, дежурни машини за утовар на солта и да може најбрзо и најадекватно да се интервенира зависно каде е критичната позиција, односно тие места кај што мора да се интервенира. Рековте се подготвуваме за снег, меѓутоа очигледно дождот малку повеќе направи проблеми последниве неколку денови, посебно во однос на одроните. Тие некои точки критични, би рекол, во секој случај ги имаме со помали одрони, меѓутоа имавме малку по-сериозна ситуација, посебно последниот случај Тетово Бањиче и неколку други. Да, тоа посебно се реперкуира, односно се приметува на автопатиштата, на магистралните патишта, затоа што таму знаеме одроните ни се голем проблем. Впрочем, и Кичево Охрид патот што го правиме, најголемите доцнења и измени на проектите се токму заради тие слечишта и одрони. Така да и овдека имавме и на територијата на Скопје, посебно стазата во Матка, што е пешачката стаза, имавме таму одрони, интервениравме, ја заштитивме, ја доведовме во безбедна состојба, бидејќи тоа се работи кои што не се предвидуваат и се случуваат одеднаш, а законите знаете како се кај нас тоа треба да биде предвидено во планот за јавни набавки, за такви тоа се сепак специфични позиции кои што не ги заштитата на тие одрони све не ги работат сите компании со кои што ние соработуваме од градежната, меѓутоа тоа се специјализирани компании и фирми кои што работат на таа, и така да сега бараме начин како во некоја побрза постапка да најдеме за да потрајно го решиме целиот проблем. Ние инцидентно го обезбедивме просторот, ги саниравме тие работи, ги расчистивме одроните, меѓутоа сето тоа си захтева сепак одредено време и да се спроведе постапката онака како што предвидува законот. Ова значи дека практично немате проблеми со механизација, зборуваме во техничкиот дел. Потребно е ли да поголема механизација доколку имаме пообилни врнежи од дожд, од снег? Видете, да ви кажам, тоа и програмата за зимска служба го предвидува. Малце се насмеав кога рековте имаме многу големи проблеми со механизација, поготово состојбата што ја затекнавме кога ги превземавме предпријатијата. Меѓутоа, ние, бидејќи ветивме, не сакаме да се жалиме дека немаме, и ние заедно со сите јавни комунални предпријатија, што се првично со нив, и со сите други општествено одговорни компании кои што се имаме некоја соработка, и за такви случаи предвидуваме кога не можеме да интервенираме со нашата механизација, а впрочем така и законот вика, ако падне снег повеќе од 12 тогаш не работи ни градежно оперативен, ништо, се ангажираат, и тоа си има распоред во кризниот штаб од која компанија каква машина се зима и се дава распоред каде треба да интервенира и да расчистува. Така да сето тоа е предвидено. Ние во рамките на јавните предпријатија си се организираме посебно со сите директори на чело со градот Скопје и со кризниот штаб кој што сме сите учесници во него, меѓутоа ги координираме акциите на секој дневно, односно во денот по 2-3 пати реагираме кога ни е потребна одреден тип на опрема, механизација, си позаемуваме условно да земаме, меѓутоа сепак е тоа во интерес на граѓаните, во интерес на градот, а ние сме сите тука постоиме само заради тоа. Тоа ни е главната дејност. Да ги споменеме и другите активности на јавното предпријатие улици и патишта. Периодов се работеше на булеварот Борис Трајковски, улицата Фрањо Клус во општина Аеродром и улица Антон Маров. Видете, да, точно е. Ние, значи, не е само зимската служба, поготово што во оваа година, во оваа сезона, ние со зимската служба, да кажам така, поинтензивно почнавме овие после новогодишните празници, поинтензивно да меѓутоа ние екипите не ги чувавме за зимска служба, него работевме на други
локации и други обврски што ги имавме по приоритети кои што ги одредивме самите, затоа што сите сме сведоци во каква состојба беше градот. Јас и сега викам дека е лошо и дека има многу места кај што треба да се интервенира со тие ударни дупки што паднати столчиња, односно бутнати столчиња, заштитни огради, вертикална сигнализација, сообраќајни знаци, па нечесто секогаш ние се јавуваат и во текот на викендите, посебно паднати семафори, односно не се тие паднати, удрени се семафорите, оштетени, и тоа мора да биде во функција. Значи, ние сите тие активности, поготово за светлосната сигнализација и за вертикалната сигнализација, имаме дежурни екипи по 24 часа по 7 дена во неделата што работат. И тие патролираат многу од информациите и тие ни ги даваат, поготово и во ваквите случаи, кога е зимската служба, тие ни даваат каде има можност за појава на поледица, каде треба да се интервенира интервентно, затоа што ние сме во секојдневен контакт со со секретаријатот за внатрешни работи, секторот за сообраќај, со диспечерските служби на јавното сообраќајно предпријатие кај што се движат возилата. Сите тие информации, дали е за дупки, дали е за некој посериозен паднати столчиња, бутната ограда, така да сите тие ги собираме и се ставаат во распоред за наредниот или за зависно од приоритетите и можностите во деновите. Така да ние функционираме во сите области. Спомнавте булеварот Борис Трајковски, се прередување на пешачките патеки со бехатони, булеварот Србија. Така да сегде каде што има можност и во вакви услови да се работи, ние екипите ги пуштаме и си ги санираме тие недостатоци кои што сме ги затекнале, дел ќе настанат нови, меѓутоа гледаме што побрзо да достигнеме одредено ниво, да луѓето бидат позадоволни и да нивното движење е побезбедно и така. Рековте дека вршите контрола на вертикалната сигнализација во Скопје. Од ваша перспектива, ќе застане ли Скопје на нозе? Ќе се стабилизира ли конечно? Дефинитивно, тоа е голем предизвик. Так. Дури што била полоша и затекната состојбата, предизвикот е уште поголем. Ме радува што новата поставеност во градот, секторите, новите менаџери на јавниве предпријатија, сите сме со таа идеја и баш напротив сакаме што побрзо и така да во текот на годинава ќе се осетат големи, ќе осетат и граѓаните, мислам, тоа се чувствува и се гледа, нашата работа е јавна и се надевам дека во крајот на оваа година, или ајде да не сум толку оптимиста, во идната година, дека ќе почнеме и со остварување на тие инвестициски програми кои што ние секоја година ги ставаме во програмата, меѓутоа никогаш не дошле на ред, бидејќи јас бев и порано на оваа функција кај што бев сега и знам како оставив, знам што начекав сега после неполни 4 години. Меѓутоа сега сум многу поголем оптимиста и очекувам дека ќе дојдеме да ги решаваме инвестициските програми каде што ќе доведеме до еден нов квалитет, размислуваме за новите технологии, затоа што технологијата, знаете, и техниката напредува и тие треба да се пратат сите нови достигнувања и да бидеме поефикасни со помалку средства, а да завршиме поголема работа. Да, всушност ова го најави градоначалникот на град Скопје Урса Ѓоргиевски дека годинава Скопје се очекува да биде едно големо градилиште. Ви благодариме многу на одвоеното време. Ви благодарам и на вас, се надевам дека ви беше од помош.